Во завршна процедура се измените на Законот за земјоделско земјиште со кои се лимитираат можностите за негова трансформација во градежно. Ова првенствено се однесува барањата за поставување на фотоволтаици за кои досега немаше ограничување. Сега со измените се предвидува дека тие не можат да бидат поставувани на најквалитетните ниви. Фотонапонски панели ќе може да се поставуваат само на земјишта од 5 до 8 класа. Е клучната измена која се предлага во законот. Со ова треба да се овозможи рационално користење и заштита на земјоделското земјиште, како и правна сигурност на корисниците на земјоделското земјиште во државна сопственост под закуп. Измените на законот доаѓаат по големиот број реакции од земјоделци кои алармираат дека се почесто се купува квалитетно земјоделско земјиште кое се наменува за поставување фотонапонски централи и за производство на електрична енергија. Поради ова, добар дел од општините се мобилизираа и сами зазедоа став да не издаваат дозволи за поставување на панели на најплодните ниви. Прва, втора и трета класа земјоделско земјиште, Советот на општина Карминци да не дава согласност за ваквата пренамена. До четврта класа се веќе плодни земјишта, добар дел и се во подсистем на наводнување. Советот на општина Свети Николе со мнозинство гласови ги одбива овие барања. Сепак, измените на законот нема да важат за веќе издадените дозволи за поставување на фотоволтаици, меѓу кои има и на висококвалитетно земјоделско земјиште.